Дали имате приказни кои нерадо ги споделувате со другите луѓе или кои не сакате да ги знаат повеќе луѓе? Некако љубоморно сте ги чували или ги чувате за себе, за еден или двајца најблиски? Или имате некои тајни и некои приказни, некои информации кои се плашите да ги споделите, се плашите да не се повредите себе си, да не повредите други, или пак едноставно се срамите од нешто што било, што се случувало некогаш, што сте го направиле, не сте постапиле како што сте очекувале, сте испаднале недоволно силни, недоволно мудри, недоволно разумни. Во денешново видео ќе зборувам за тајните, односно за оние информации, оние приказни кои не сакаме да ги споделуваме со другите од различни причини. Во последниот период некако низ комуникација со разни луѓе многу често се спомнуваше зборот тајни, односно се сретнав со луѓе кои што тврдат дека немаат тајни, дека кај нив е се јасно, отворено, дека немаат никаков проблем да споделат, се разбира не со сите, туку со нивните блиски пријатели. Луѓе кои што чуваат некои своји тајни, кои не сакаат да ги споделат затоа што се плашат дека некого ќе разочараат, ќе изневерат, дека ќе бидат отфрлени, неприфатени, дека некој ќе го промени мислењето за нив. До луѓе кои чуваат туѓи тајни, ако може така да кажам, или нешто што знаат за некои други и се плашат ако го споделат тоа дека ќе направат некаква штета или ќе ги повредат тие други. Така што ми се види интересно да поразговараме за ова. Главната инспирација ми дојде од тоа дека понекогаш чувањето на ваквите тајни може да предизвика голема тежина кај тој што ја носи тајната и со текот на времето да представува товар за тој кој што поради некои причини избрал да ја чува таа тајна. Целта на видео ми е да видиме дека не сме сами во тоа, дека сите ние, барем јас така мислам, во одреден период сме биле соочени со нешто такво, со нечија тајна, со некоја информација која не сакаме, се плашиме, избираме да не ја кажеме, меѓутоа со текот на времето ни се претвора во товар, во тежина со кој не знаеме како да се носиме, не притиска, не мачи, ни предизвикува несоници, можеби анксиозност, како и да е, како еден прв чекор во разбирањето и во поддршката, ако се наоѓате во таква ситуација, е сознанието дека не сме сами, дека не сте сами. И според мене, сите луѓе во одреден период од својот живот чувале некоја таква тајна, некоја таква приказна, независно дали своја или туѓа. А што се однесува до мене и до моето лично искуство, некако со текот на годините се помалку имам тајни. Или можеби сум ги заборавила. Односно, некако се подобро се носам со собствените избори да не зборувам за некои работи. Така што дури и да ги имам тие тајни, дури и да имам такви приказни и такви информации, поподготвена сум да направам избор да не зборувам за тоа, да не зборувам со сите, да не зборувам со некои личности. И во ред сум со тој избор, во ред сум со таа одлука и не ми представува толкав товар и тежина. Можеби затоа што повеќе пати во животот тоа сум го искусила и веќе некако имам изградено некој механизам на поддршка. Меѓутоа, низ животот се разбира дека сум имала и своји туѓи тајни. Понекогаш тоа ми било и предизвик како да ги дочувам, како да се носам со нив, што ако разберат, што ако го кажам каде што не треба, не сакајки или едноставно нема повеќе да можам да издржам или мислејќи дека некому ќе помогнам. Меѓутоа, мислам дека тука придонесува и тоа што повеќето мои професии, односно работите кои што ги работам, главно се базираат на разговори со луѓе, на доверба, која што е професионална, која што е со кодекс, така што некако ми е полесно и поедноставно, бидејќи тоа сум го избрала и сум си ветила на себе си дека тие информации кои другите луѓе дозволиле да ги чујам и нивните тајни, и нивните проблеми кои ги споделуваат со мене, ќе останат во мене. Тоа не е исто со приватно, меѓутоа мислам дека многу ми има помогнато и во приватниот дел, односно во приватните односи. Иако ако размислам од секогаш, сум била човек кој што знае да чува тајни, човек кој другите луѓе имале доверба, човек кој не ги пренесува туку така приказните на луѓето, по личен избор се разбира, затоа што
ни јас не сум сакала моите приказни или она што некому сум кажала во доверба, да го пренесуваат луѓето едни на други, да го споделуваат, да го дискутираат, особено кога јас не сум присутна и кога не може со тоа да ми помогнат или пак кога не барам ни помош, туку едноставно некој да ме ислуша и да ми даде на тој начин поддршка. Па најверојатно преку тоа, преку своите потреби сум научила јас да бидам добар слушател, да ги слушам луѓето и да ги носам нивните приказни со себе, меѓутоа да не ми представуваат тежина или не секогаш, и да имам некакви капацитети да ги сочувам како тајна или како работи кои што се кажани во доверба, затоа што на крајот на краиштата тоа не е моја работа. И луѓето ќе ги споделат своите приказни, своите тајни, ќе ги пренесат информациите кои ги имаат тогаш кога тие ќе изберат, тогаш кога нив ќе им дојде време, а не кога јас ќе одлучам. И од сопственото искуство и од тоа што, еве реков, во последниот период сретнав луѓе кои што имаат некакви проблеми, некакви предизвици со чувањето и носењето со своите тајни. Па токму тоа ме натера на размислување зошто воопшто се доведуваме во такви ситуации, да чуваме тајни и да се плашиме дека тие приказни некој ќе ги дознае. И од каде доаѓа таа потреба да ги чуваме работите, да ги потиснеме, да не ги споделуваме? Од каде доаѓаат тие стравови, од што се плашиме и од што се срамиме? Така ми се појавија неколку категории, односно неколку различни причини. Например, луѓето не сакаат да ги споделуваат своите тајни или некои приказни затоа што се срамат од нив, затоа што се срамат од грешките, условно, кои што ги направиле во минатото, се срамат од тоа што не реагирале адекватно некогаш, не се покажале доволно човечни, доволно мудри, доволно силни. Се плашат дека ако се покажат така, особено во некои ситуации, обкружување во кои треба да представуваат авторитет, или ако предолго ја граделе таа слика за себе, дека се мудри, дека се силни, дека скоро секогаш имаат решение на проблемите, на своите, па дури на тугите, се плашат дека можеби ќе ги изневерат оние кои што ги познаваат, се плашат дека можеби луѓето ќе го променат мислењето за нив и во некоја крајна инстанца се плашат дека можеби ќе бидат напуштени или тешко прифатени, можеби ќе бидат критикувани, осудувани, можеби на тој начин ќе изгубат довербата кај другите. Се разбира дека и тоа може да се случи понекогаш, меѓутоа во повеќето од случаите воопшто не се случува тоа, како што не се случува ни се од што се плашиме. Понекогаш дури кога ќе споделиме некои такви своји тајни или некои приказни кога сме се срамели или сме се плашеле, можеме да бидеме мотивација и за другиот да сподели нешто такво, да му биде полесно, да се ослободи од тоа што го носил со себе можеби и долг период. Се разбира, за тоа и ние и другиот треба да бидеме спремни да почувствуваме дека ја имаме таа доверба, дека сме безбедни во обкружувањето, дека имаме доверба во другата личност и се разбира дека ништо тука не може да се сфорсира и не може насила некого да го примораме да зборува. Понекогаш тие тајни или некои информации кои сметаме дека не треба да се дознаат имаат заштитничка улога, независно дали не штитат нас или штитат некој во нашето обкружување, да не биде повреден, да не бидеме ние повредени, да не ги повредиме другите и на тој начин да се повредиме и себе си, да не бидеме причина за прекинување на нешто, завршување на некој однос, за нечија агресивна реакција, да не предизвикаме некому болка, иако се надевам дека сме свесни дека голем дел, односно дел од одговорноста за тоа што ние би го пренеле, кажале, го презема и другата личност, личноста која ќе го чуе. Низината реакција не можеме да ја предвидиме, не зависи од тоа што ќе го кажеме, но човечки е, нели, на некој начин да се држиме подалеку од она каде што постои можност да бидеме повредени, да повредиме други или да ги повредиме и другите и себе си, или можеби да ги изгубиме луѓето кои што ни се блиски и ни значат, или предпоставуваме дека тоа ќе биде крај за некој наш или некој туѓ однос. Се разбира дека имаме право на тоа, да мислиме така, да веруваме во тоа. Сепак
е битно колкава тежина ни представува тоа, колкав товар ни е, како се чувствуваме ние со тоа. И постојат одредени граници до кои што можеме да се носиме со тоа, можеме да го издржиме. Ако тоа ни предизвикува голема вознемиреност, анксиозност, несоница, ако ни предизвикува константно да се чувствуваме непријатно, како некој што лаже, некој што крие, некој кој што не е човек од доверба, некој кој што лаже едни за да заштити други, крие од едни за да заштити други, се чувствуваме можеби на средина во некоја приказна, тогаш можеби е најдобро да поразговараме за тоа, да го ослободиме тоа што го носиме со себе. И се разбира, овде не мислам секогаш дека е пожелно да се разговара со луѓето пред кои толку долго сме молчеле, туку да се најде некој човек од доверба, да се поразговара со некое стручно лице. Може би со психолог, со психотерапевт. Не мора секогаш ни да ја раскажеме приказната, не мора секогаш да ја оддадеме тајната, ако тоа ни е тоа што не плаши. Можеме да поразговараме за себе, за својата тежина, да побараме други начини како да се носиме со тоа, што можеме да направиме, да побараме поддршка во тоа што ќе одлучиме да го направиме. Секогаш постои начин тоа да го искажеме креативно, да напишеме нешто, да напишеме текст во кој што ќе ги промениме имињата, да напишеме некаква поучна приказна во која што ќе прикриеме она што би можело да го препознаат тие за кои што зборуваме или пишуваме, да напишеме нешто во форма на дневник или ако водиме дневник да го напишеме тоа таму. Освен ако не се плашиме дека некој може да го прочита тоа во нашиот дневник. Некогаш е потребно да бараме начин да ја кажеме таа тајна, да се ослободиме од тој товар, од таа тежина. Меѓутоа, начинот како ќе го направиме тоа, времето, кога ќе бидеме подготвени да го направиме тоа и со кого ќе го направиме тоа, е нешто што е наш избор и како што спомнав и претходно, никој не може да не принуди, натера, притисне, нормално зборувам овде за условно здраво функционирање. А од друга страна да не забораваме дека кога молчиме, ја носиме таа тајна. Ако не денес, некогаш тоа било наш свесен и доброволен избор и на некој начин и ден денес е. Меѓутоа, да не го гледаме тоа како казна, како тежина, како нешто што е многу голема работа. Да се обидеме да го прифатиме фактот дека ние сме избрале да живееме со таа приказна, дали наша, дали туѓа, и дека во одреден период, може би сега се уште ни служи и така едноставно ни е полесно. Дури кога е многу тешко, некако внатрешно, на несвесно ниво или со текот на времето сме процениле дека ова, иако е тешко, е многу полесно од на другото, односно да ја кажеме тајната, да споделиме информацијата, да ја раскажеме приказната. Така што, ако ова го разгледаме како избор, ако го разгледаме како привилегија, дека некој ни се доверил, како можност и чест да знаеме нешто за некого, за другите, или како можност да сме имале некакво искуство од кое што сме научиле нешто и свесност дека тогаш, некогаш сме правиле се што сме знаеле, се што сме умеле, и ако си дадеме дозвола да не бидеме секогаш најпаметни, најсилни, тие кои никогаш не грешат, тие кои во секоја ситуација може да се снајдат, туку да се прифатиме себе си како живи суштества со своји мани, слабости, тогаш може би на некој начин ќе не биде поедноставно да ги носиме овие приказни, или пак може би на некој начин и ќе изгубат од својата тежина и големина, нема да ни изгледаат толку големи и толку страшни, а особено мислам дека кон тоа придонесува кога ќе освестиме дека и во тоа не сме сами, дека многу други луѓе поминувале и поминуваат и денес низ тоа и не знаат како да се носат со тежината на своите тајни, на информациите кои ги чуваат, на собствените приказни од кои се срамат, плашат. Дури и оние луѓе кои викаат дека немаат тајни, ми предизвикуваат одреден сомнеш и се прашувам дали навистина немаат тајни или толку длабоко ги потиснале своите тајни што и тие не се свесни за тоа, или
се срамат и плашат да кажат дека имаат тајни, затоа што може би другите луѓе потоа ќе инсистираат да ги дознаат нивните тајни или да ги споделат со нив. И дека може би ќе остават простор кај другите да размислуваат за тоа што е толку тајно, таинствено и страшно, што за тебе јас не го знам, па може би понекогаш ќе го сметаат тоа како да немаат доволно доверба во другите и во своите блиски. За крај на ова видео, кратко резиме или кратка поента. Сите ние понекогаш сме имале или имаме своји тајни. Сите ние имаме некои приказни за кои не сакаме да зборуваме. Сите некогаш сме чувале некои информации кои не сме сакале да ги споделиме, убедени дека со тоа ќе направиме штета или ако ги чуваме дека ќе заштитиме и ќе помогнеме некому. Човечки понекогаш да не знаеме и да не умееме да се носиме со тоа и се разбира најчовечки е да побараме помош и поддршка од оние во кои имаме доверба или да побараме стручна помош. Тоа би било се за ова видео. Мислам дека ќе снимам уште неколку видеа, бидејќи добив инспирација за некои поттеми околу тајните, довербата и така натаму, но за тоа потоа ви благодарам што сте тука, што ги следите моите видеа. Приклучете се на каналот ако не сте го направиле тоа или притиснете на звончето за subscribe. Ставете лайк ако ви се допаѓа видеово или споделете го со некого кој има своја тајна и не знае како да се носи, може би ќе му послужи. Поставете некое прашање или напишете коментар, погледнете ги старите видеа. Ви посакувам се најубаво и се гледаме наскоро.